Образовниот профил градежен техничар е дел од градежно-геодетската струка во рамките на Средното градежно гимназиско училиште Здравко Цветковски од Скопје. Значи, треба да напоменам дека, како прво морам да кажам, дека нема невработен градежен техничар, дека сите се повеќе се барани на пазарот на трудот и се повеќе компании го бараат ваков образовен кадар. Исто така треба да нагласам дека во 4-годишното образование нашите ученици ги изучуваат сите објекти, значи во градежништвото, почнувајќи објекти од нискоградба, објекти од хидроградба, објекти од високоградба. Она што е најважно е дека градежниот техничар е дел од дуалното образование, кое што теоретските знаења, со стекнатите теоретски знаења, значи тие потоа практично можат да ги реализираат на часовите по практична настава по предметот учење преку работа кај работодавач во реални компании. Значи, тие компании се од секоја градежна дејност, значи може да бидат лаборатории, надзор, изведба и така натаму. Во ова дуално образование поддржани сме од Министерството за образование и наука, кое што ги стипендира, значи, нашите ученици во нивното 4-годишно образование. Уште од самиот почеток, значи уште во прва година, започнуваат со учење на софтверски пакет, како што може нели да се види, со кој што се стекнуваат одредени компетенции и вештини, со кои што понатаму можат, значи, по завршување на средното срочно образование, по завршување на профилот градежен техничар, кога ќе се вработат, да се адаптираат, значи, во скоро сите работни средини на различни видови на градежни компании. Што е уште карактеристично, што и во сите години ние го имаме предметот учење преку работа кај работодавач, така што учениците еднаш неделно одат фактички на практична настава, така се викаше и порано предметот, со тоа што она што теоретски го научиле, практично можат да го видат и на самиот објект или во проектантско биро или во лабораторија и така натаму. Уште од помали години се занимавам со лего коцки, крајни кугишки, техничко, така да уште од порано се знаеше дека ќе се запишам во ова училиште. Интересно ми е како работат мајсторите, се гледаат проектите и се гледа во иднина каде ќе бидам јас и што ќе правам. Идејата да се запишам во ова средно како градежен техничар ми е уште од многу мала. Од секогаш ме интересираше како е тоа да се градат куќи, згради, објекти, патишта и така натаму. Но сепак на почетокот сакав да учам архитектура, но многу ми одеше математика и физика, па затоа се определив за градежен техничар и сметам дека потоа имам подобри услови за да го завршам градежниот техничар, а не архитектурата. Учењето преку работодавач ми помага многу, бидејќи тоа што го учиме на час е сепак само теорија. Ако ќе отидеме таму, ја гледаме самата пракса и како се сето тоа изведува, машините, начинот, проектите како се изведуваат, самата работа на теренот е многу подобра отколку што ќе ја слушаме ние само на часот како теорија. Бидејќи има малку жени во нашата струка, своето образование би го продолжила, бидејќи сметам дека градежниот техничар или веќе и на факултетот кога ќе бидеме не е само машка работа, толку и женска и дека може секој од нас да го заврши и не треба да се подценуваме дека дека треба да имаме сила за градежниот факултет, толку треба да ни работи само логиката. Најинтересно за сега ми е самата математика, да кажам, поради тоа што на некој начин ти го разработува мозокот и решаваш задачи кои што не ти се познати и така си цело време активен и врста добиваш многу повеќе знаење. Додека го оформувам моето образование за работа преку пракса, многу ми помага поради тоа што пред се може да се реализира тоа што го учиме во учебник и е многу поубаво за да го разбереме и за да го сватиме, за да истото можеме да го научиме и врста да имаме основа за понатака кога ќе сакаме да продолжиме. Понатаму сакам да продолжам за градежен инженер
поради тоа што ја сакам струката. По завршување на средното стручно образование, значи учениците можат или веднаш да се вработат, значи како пластично да се изразам како готов производ, само што некој ќе треба да ги обликува, понатаму или пак да ги надополнуваат, да ги надоградат своите знаења на високообразовните институции во нашата земја или пак во странство.